Процесот на проширување е важен не само за земјите од Западен Балкан, туку и за самата Унија, за да се развива како економска и глобална сила, изјави високата представничка на Европската Унија за надворешни работни и безбедносна политика Каја Калас на состанокот на лидерите од Европската политичка заедница во Тирана. Enlargement process really happening. It's not only necessary for the Western Balkan countries, it's also necessary for the European Union to grow our economical but also geopolitical power. Албанија сепак доби најголеми поволби за сработеното, а премиерот Рама побара да не се зборува само за вооружување, туку да се даде мотивација на младите да градат иднина на европско тло. This was an obvious choice for us because children's dreams are never held hostage by the myths of the past. They are instead about imagining the future. Very similar, by the way, to the dream of Europe's founding fathers. And you have landed at a particularly poignant moment in this country, where we have learned to view the past through the eyes of the future, and no longer to look at the future through the eyes of the past. За председателот на Европскиот совет важно е партнерството меѓу Унијата и сојузниците во бројните безбедносни предизвици. I want to tell you today that the European Union is ready to play its full part in this new Europe, in the new world, working closely with all our European partners. The EU will remain a reliable partner, a predictable partner in European integration, in economic and energy cooperation, in security and defense, in protecting our climate. Во Тирана и премиерот Мицкоски, кој пред заменувањето на состанокот најави дека ќе ја представи состојбата со билатералните спорови како пречка за нашите интеграции. На самитот во Тирана присутни се 47 лидери од целиот континент, а албанскиот премиер Рама 2 часа ги пречекуваше гостите. Сепак посебен третман ни приреди на италијанската колешка Мелони, клекна на колена и посека добре дојде. Додека од Тирана европските функционери испраќаат порака дека Албанија брзо напредува во процесот, австријската шефица на дипломатија од Скопје го повика Брисел да покаже сериозност. Вели билатералните прашања не треба да бидат сопка за македонските интеграции. Што се однесува до 2002 година, тоа беше компромис. Ми се чини дека тука може да има различни мислења, дали беше тоа среќно или несреќно решение, меѓутоа тој компромис беше даден тогаш, што е факт. И тоа мора да се реализира. Да, ние разговаравме за тоа. Билатералните теми да останат билатерални, а да не се поставуваат како камења на сопнување. Во фокусот на состанокот на Европската политичка заедница е состојбата со Украина и руската агресија, безбедноста во Европа, економијата, миграцијата и младите. Ивана Соколич Најдова, Сител телевизија.